можам да ја отворам првата регионална конференција за жени, Профемина 2015, во организација на магазинот за жени Убавина и здравје, кој е во собственост на Color Media, односно го издава Color Media, а компанијата Color Media пак во собственост на најголемата издавачка куќа на Балканот, Color Press Group, со седиште во Нови Сад. Ако може еден аплауз за организаторот и за овој убав настан, да внесеме една убава, позитивна енергија, затоа што списанието Убавина и здравје веќе долги години е омиленото четиво на жените со, како велиме, различна позадина, различни можеби по возраст, по професионална определба, по етникум и така натаму, но на најважното сите нив ги спојуваат заедничките теми и интереси кои токму ги негува ова списание. Затоа веднаш ја поканувам уредничката, господјата Наде Стојковиќ, да се обрати и да ги поздрави присутните. Добар ден на сите. Прво да ве поздравам вака за честа што ни укажавте да дојдете. Да забележам дека малку ни е празничко, или сме нација што многу ни се спие на сабајле, па потешко доаѓаме, или па ни се погоди денот со повеќе настани, па така. Меѓутоа, колку сме, толку сме, вредни сме. Тоа е најбитно. Убавина и здравје, како што веќе кажа Јована, е магазин што излегува 8 години на нашиве простори во издание на Color Media. Ние имаме и други изданија, меѓутоа овој пат се фокусиравме на Убавина и здравје. Токму затоа што Убавина и здравје се бави со женското прашање 8 години низ своите страници. Значи, до сега пишувавме. Денес решивме да проговориме за женското прашање. Затоа ја нарековме жената во фокусот, значи женското прашање во фокусот оваа конференција. Сакавме, значи, не да направиме некоја дискриминација, значи не да покажеме дека жената е дискриминирана, да покажеме дека жената има своји проблеми. Зашто ако збориме за дискриминација, тоа е веќе некоја сосема друга тема. Меѓутоа, ние сакаме да зборуваме за жената во светот на мажите. Значи, таа не обстанува сама. Таа е жена, таа е мајка, таа е успешна жена, таа е некогаш мајка на 5 деца и сепак успешна бизнисменка. Сакавме тоа да го слушнеме од устите на луѓе стручни за својата област, од луѓе кои ги знаат нејзините проблеми и кои секојдневно се среќаваат со проблемите, затоа што нивните мислења, нивните искуства ќе ни помогнат во надминување на некои од проблемите и верувам дека денес на крајот од денот сите ќе си отидеме со некои поголеми збогатени искуства отколку тие до вчера што сме ги имале. Убавина и здравје, значи ја прави првава конференција, меѓутоа јас морам да кажам дека нашето матично списание на кое ние сме франшиза, Лепота и здравје, тоа го прави веќе 3 години многу успешно, на разни теми. Значи, ние имаме секојдневни контакти со матичното списание, но и со останатите списанија кои излегуваат под истото име на просторите на сите бивши ју републики. На Skype се договараме како што. Значи, искуствата што ги имаат словенците, многу брзо доаѓаат и кај нас, или хрватите, или србите, или нашите искуства од Македонија, ние им ги пренесуваме на нив таму. За да не бидам многу досадна и многу долга, ќе кажам накратко само и за панелите што денес ги предвидовме. Првиот панел е со превенција до здравје. Значи, ние сакавме да имаме стручни лица токму од областа на медицината и на областите кои се занимаваат со здравјето на жената. Затоа што некако превенцијата е многу битна, многу се зборува за неа, а сепак како да не допира до луѓето. Затоа денес ќе ги замолиме нашите стручни лица да ни кажат што е тоа, како повеќе да ја јакнеме свеста на жената, навреме да оди на лекари, навреме да се обраќа, значи за навреме да се спречуваат тие немили работи што подоцна се јавуваат. Ќе видиме жената и во разни други улоги. Значи, ќе видиме каква е разликата во женската тастатура. Како, дали жената подеднакво е успешна како новинар, поет, поетеса, писател, значи дали поуспешна или понеуспешна? Кои се низините проблеми при тоа? Дали има проблеми? Можеби и нема проблеми. Можеби некога жената е поуспешна на тој план. Значи, ќе видиме успешни жени
кои во светот на мажите постигнале многу. Ќе видиме како живее модата во Македонија. Значи, дали може со нашата просечна плата да се следи мода? Значи, ќе имаме панелистки од модниот свет кои ќе кажат колку ние можеби се сметаме за модерни, но колку можеме да бидеме модерни, колку можеме да ги следиме тие светски чекови. Ќе имаме и панел со мајките. Мислам дека тоа сите малце не погодува, затоа што или сме мајки, или сите имаме мајки, нели? Ќе видиме мајки со 2, 3, 4, 5 дечиња, да видиме каков е нивниот свет, како тие растат заедно со нивните деца, кои се нивните секојдневни проблеми. И на крајот, велат шлагот е на крајот, нели? Наши познати девелица ќе ни кажат колку им е приоритетен изгледот и зошто. Дали е тоа виза за нивната работа? Дали, значи, ако добро изгледаш физички, можеш да дојдеш и до поубаво работно место? Дали едноставно не е битен? Значи, може би некогаш менталната убавина, да речеме, на човекот е поважна отколку физичката убавина. Ке ни кажат тие, нели? И не можам да не ја споменам специјалната гостинка денес што ја имаме, Сузана Манчиć, која ќе биде некаде околу 11:30 часот, и таа ќе ни ги каже своите искуства, затоа таа стварно изгледа прекрасно, па и од нејзин агол да погледнеме на некои од работи. Можем само уште да пожелам убав, успешен работен ден. Се надевам дека ќе се подсобереме додека почнеме да зборуваме. И денот да го завршиме, како што реков и на почетокот, со едни поубави мисли, со поголеми искуства и со благодарност на сите панелисти што ќе ги споделат своите искуства со нас. Благодарам. Благодариме, Нада, за убавите зборови. Секако добро е што оваа конференција се снима, ќе се емитува и на телевизија, понатаму и на интернет, и сите оние кои што по правило доцнат ќе можат да се информираат за сето она што се случува таму на тој начин. А сега да се заблагодариме на сите оние кои што помогнаа за да се организира оваа манифестација. Ова е пред се општествено, едукативна, но и културна манифестација, затоа сме горди на поддршката на Министерството за култура. Понатаму нашите пријатели, кои се дел од практично организацијата, односно помагатели, почнуваме со роса. Роса е природна изворска вода која закрепнува со силата на природата од власинските врвови. До потрошувачите стигнува без никаква преработка, онаква каква што е и на самиот извор. Следен пријател е алкалоид. Здравото човечко тело понекогаш буди повеќе од исхрана воскит. Завработените во алкалоид постојана инспирација и стремеж да го заштитат и зачуваат овој скапоцен подарок на природата. Галафарм. Галафарм е компанија за производство на фармацевтски, диететски и козметички производи која постои на македонскиот пазар 25 години, а производите ги извезува и во други земји во регионот и пошироко. Произведуваат квалитетни производи кои се барани од потрошувачите и има асортиман кој брои околу 200 производи. Делија козметика. Компанија која во континуитет работи од 1998 година. Создава уникатна и ефективна козметика, комбинација на големото знаење, страст и иновативни идеи за оригинални формули, најдобрите суровини и иновативна технологија кои се клучат за успехот. Елфарма. Германска компанија, дел од групацијата Феникс, најголемата европска веледрогерија која е присутна во 25 земји во Европа и над 25.000 вработени. Визијата и стратешкиот концепт на Елфарма е развојот на додатни услуги за домашните и странски партнери, при што возможуваат достапност на квалитетните и реномирани брендови во Македонија. Божиновски. Часовници и накид, кој се и генерален дистрибутер и застапник за Македонија на многу луксузни брендови, накид и часовници. Поликлиника Рес Хумана. Таа поседува најсовремена апаратура за диагностика на заболувања и палета на прегледи кои ги изведува високопрофесионалниот тим. Како вистински експерт во областа на финансиите, Шпарка се банка Македонија АД Скопје овозможува широка понуда на банкарски производи и услуги наменети за поддршка и развој, финансирање на физички и правни лица.
За сите гости на конференцијата, ресторанот Бела обезбеди вкусен ручек, а за време на ручекот ќе можете да ги дегустирате највкусните вина од нашата најдобра винарија Тиквеш. За време на кафе паузите ќе се освежувате со новото кафе Black and Easy на Гранд Кафе, а на коктелот што следува по завршувањето на конференцијата ќе имате можност да ја пробате новата водка Путинка, која го носи потписот на Путин. Голема благодарност и до сите медиуми кои што ќе го покријат овој настан и еден аплауз за сите овие луѓе. Затоа што по завршувањето на панел дискусиите следува еден многу интересен дел, односно излекување на вредни награди. Ќе ги прочитам убаво за да не изгрешам. Значи, ваучер од 100 евра од студиото Secret, ваучер од 100 евра од студиото VIP, пакет вина од винаријата Тиквеш, пакет производи Вела од компанијата Raveks и уште за сите кои што ќе ги остават податоците во стаклената кугла на влезот, потребно е да останат до крајот, кога ќе биде излекувањето и ќе имаат можност да се стекнат со ни помалку ни повеќе дијамант од компанијата Божиновски. А сега ја поканувам мојата колешка Елита Насковска да повели со првата панел дискусија. Благодарам. Моето име е Елита Насковска, новинар уредник во Македонската телевизија. Уште при самиот момент кога добив поканата за да бидам воведничар или модератор на првата панел дискусија, немаше двојба дека тоа ќе го направам навистина од срце, затоа што оваа прва регионална конференција која што го стави прашањето на жената во фокусот на вниманието, а пред се и организаторот Убавина и здравје, конечно го запалија црвеното светло дека жената мора да го смени начинот на живот ако сака да има подолг, поквалитетен и посреќен живот. Кога го видов списокот на панелистите и соговорниците кои ќе го поделат своето искуство и кои ќе не удоволат овде со стручни совети, навистина знаев дека ќе биде тоа плодна и една убава дискусија. На почетокот, навистина би сакала да ги поздравам и моите колеги и колешки од електронските и отпечатените медиуми и да кажам дека можеби секој од нас поединечно веќе имал обиди да ја подигне јавната свест токму во превенцијата на здравјето, но вака е како што денес видовте дека ќе имаме навистина една богата дискусија, еден богат и разновиден калейдоскопски ден, дека на овој начин ќе имаат уште повеќе шанса да поразговараме малку за здравјето воопшто, особено за здравјето на жената како пофрагилна и можеби заради репродуктивните органи малку повеќе подложна за овие лоши болести. Би сакала сега да ги поканам панелистите, но ќе почнам од последниот за да можат да си ги завземат своите места. Ја поканувам Ирена Спировска, колешка, ТВ водителка и активистка во Сдруженијето за борба против ракот на дојка Борка. Тања Турунџиева, нутриционист, собственичка на Вита Клуб. Доктор Андромахија Наумовска, специјалист по медицинска психологија во Центарот за ментално здравје, Центар при психијатриска болница Скопје. Доктор Бован Пешич, управител на Центарот за информативна медицина Скопје, специјалист по информативна медицина, радиолошки технолог и субспецијализант по онкологија. Доктор Симонида Котларова Поповска, специјалист по гинекологија и акушерство во Ремедика. Доктор Мики Ристевски, специјалист, онколог, радиотерапевт, директор на клиниката на радиологија и онкологија при ЈЗУ клинички центар. Радиотерапија. Доктор Митко Караѓозов, торакално-васкуларен хирург, шеф на оделот за гради во Аџи Баден система. Би сакала сега пред да ги покажам воведот како воведничар, само да кажам дека јас нема да кажам ништо посебно околу здравјето на жената и како што пред малку реков околу незините репродуктивни органи, колку е тоа важно таа да ги прави сите скрининг прегледи за да може многу побрзо да дојде до својот квалитетен живот. Ке кажам само нешто што ми се случи неодамна, кога бев на еден подолг престој во Канада. Не беше за мене ниту културниот шок, не беше ниту еколошкиот, ниту социјалниот шок. Првата моја конференција и првиот контакт беше со Хазел Мекелиот. Тоа е
една прекрасна дама која што е родена 1921 година, инаку градоначалник на Мисисага, која што од 20 години го подигнува воопшто квалитетот на животот во Мисисага, без запрепастена од тоа колку убаво изгледа, дека последните 20 години скоро и да не беше заболена од никаква болест и дека сето тоа се должи на нејзиниот здрав живот, на нејзината развиена свест дека жената својот квалитет на живот може да го има во 8-та и во 9-та деценија од животот. Замислете, нејзиниот живот започнува, односно работно време во 8 часот наутро, продолжува до 6 часот попладне, во 7 часот таа се наоѓа во гимнастичка сала, а веднаш потоа оди да тренира хокеј со своите пријатели кои што имаат 30 и 40 години. И тоа не беше првиот шок. Уште поголем шок кога и во моловите и во центрите за пресконференција среќававме жени од 80 и 90 години кои што прекрасно изгледаа, кои што смеја, кои што уживаа во животот и кои што велеа дека за нив животот почнува во 80-та година. Далеку сме од ова општество, но сметам дека со помош на вакви потези, со помош на вакви палења на црвените светла, барем жената кај нас ќе се натера да оди на овие редовни скрининг прегледи и на тој начин да ги намалиме сериозните заболувања. Нема да земам време, само ќе кажам дека прв ќе започна доктор Митко Караѓозов, торакално-васкуларен хирург, шеф на оделот за дојка во Ачибаден Систина. Докторе, кога ќе огледам вашето CV, јас останам како и сите мои колешки запрепастена во текот на вашето 30 годишно работно искуство, преку 36.000 операции. Може ли од богатото искуство да кажете доколку жената или воопшто пациентите се јавиле на редовен преглед, ќе беа намалени овие операции? Значи, јас се бавам и до другото и со карциномот на дојка, болест која што директно ги засега сите жени и мажите, ама многу повеќе жените. Нешто кое што не е проблемот лекувањето. Проблемот е раното откривање, затоа што раното откривање дава гаранција за излекување. А денеска се што правиме за да ги излечиме жените, односно болните од карцином на брек. Сакам да се вратам како ви спровоцирате со канаѓанките, таа господи од Канада. Пред една недела бев на истиот овој панел во Белград. Доживеав нешто што не сум го доживеал до сега, иако често невладени организации учествувам на многу вакви приказки од стручни до местни заедници, планински запуштени села, каде што одевме со Виолета Томовска и со Биба Додерска преку тие две невладени организации со кои што се пропагираше раното откривање и лекување на карцином на дојка. Знаете што, она што таа господја во Канада го прави денеска, ова што ние денеска го правиме во Скопје, они во Канада најверојатно пред 50 години го правеле. Тука е големата разлика и нешто кое што мене многу ми се бендисува што некој повлекува чекор за да направи медиумско и едноставно да ги отвори картите и да каже луѓе, дајте да разговараме ние за секојдневните проблеми. Доста политика, доста бизнис, имаме многу реални, многу секојдневни проблеми, ама реални секојдневни проблеми кои што за жал се нешто кое што ги тангира само тие што го имаат проблемот. А ние не сакаме да зборуваме за туѓето кајле, сакаме да оговараме и да си живуваме за туѓето кајле. Туѓата несреќа, ако ќе ви дојде мечката на врата дома, тогаш е приказката туина. И затоа ми е многу драго што го правите ова, она што го доживеа во Белград, значи на 400 километри од Скопје, во држава која што бевме заедно, имаме исти јазик, иста традиција, иста култура, исти навики. Салата беше 5 пати поголема, стоеа луѓето, жените стоеа. Не можам да кажам колку медиуми имаше, колку сериозни дискусии за вака на прв поглед несериозни проблеми, ама тоа што е несериозно стана многу сериозно. И затоа, иако не сме многу, драго ми е што првите чекори почнуваат, драго ми е што медиумите се уклучуваат, затоа што без нив секоја приказка е локо.
Значи, да се вратам на она што ме прашавте, за себе треба во основа држава. Затоа што без држава немате ништо. Значи мора некој да ви помогне во се. Кога станува збор за медицина,